замисла научната јавност во Република Македонија, а сето тоа поврзано со договорот за добрососедство и декларацијата од соседна Бугарија. Сите тие документи кои што се ноторен факт и постојат и кои што имаат за цел да атакуваат на нашата историја, се доволна причина да се замислиме како македонци пред се и како држава, зошто историјата мора да остане како посебен предмет да се изучува. Од тоа се причините зошто сакаме во законот да ја заштитиме практично и со законско решение да интервенираме во идни ревизионистички интервенции во нашата заедничка, нашата историја како држава. Во моите образложенија за вашите реплики, контрареплики и образложенија генерално во јавноста дека придавката македонски е заштитена и дека идентитетот е бетон и дека јазикот е бетон, ги цитирав скоро сите, имам уште, но дека вие како влада не почитувате ниту закон, ниту прво и пред се зборот македонски не го почитувате, кажав со 2-3 примери: Македонска опера и балет и Македонска филхармонија. Го спомнав примерот дека во собранието е пристигнат закон за изменување на законот за името на Македонската академија на науките и уметностите. Кажав дека е повлечен истиот закон. Јас се што кажав е научно подкрепено, потврдено со документација, за да со жалење констатирам дека, еве колку е македонски придавката заштитена, во моментот пред 2-3 дена се е испратен ребалансот на буџетот на Република Македонија во собранието. Доправа треба да дискутираме по однос на него. И замислете, во ребалансот, ова е тој документ, а ова е законот за изменување на законот за Македонска академија на науки и уметности, значи за промена на името на МАНУ, кој што беше во меѓувреме повлечен заради реакцијата на академиците и нивната изјава дека тие и сами би се финансирале, нема да примаат пари од буџетот на државата само за да им остане името Македонска академија на науки и уметности, и не знам дали од тие причини предлагачот, тоест Мила Царовска, го повлече. Се трудиме да размислуваме позитивно, но еве денеска демант. Во ребалансот, во ставка 26001, каде што се издвојуваат финансиски средства за МАНУ, името на МАНУ е Академија на науките и уметностите на Република С Македонија. И опишува таму колку финансиски средства. Сметам дека, почитувани колеги, и вие, како и ние, треба да реагираме до државата тоа да не го прави. За да подкрепам уште податоци, факти, научни, јас тука, откако го прочитав писмото на академик Коцарев и не излажав како што некој се обидува да интерпретира, кога читаш и цитираш некого, не лажеш, туку цитираш некого, истото ќе го направам и сега со историчари кои што
остро се спротивставуваат на спојувањето на историјата со граѓанско општество. Еден од нив, почитуваниот професор Минов, кажа вака: паметните луѓе од, и сега цитирам веќе, не импровизирам, паметните луѓе од председателството на МАНУ побараа систематско и посебно изучување на историјата. Филозофскиот факултет во Скопје, Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје заклучија дека предметот историја треба да остане како самостоен предмет. Конечно, дури и двајца академици, Камбовски и Фити, кои дадоа генерално позитивна оценка за концептот, истакнаа дека историјата треба и мора да биде задолжителен предмет и да си остане како посебна наука. Ставот на овие државотворни институции, значи говориме за државотворни институции, ние не можеме и не смееме да си дозволиме спрема државотворните институции да се однесуваме игнорантски. Секоја влада, колку и да се чувствува моќна во својото политичко владење, треба да внимава во односот на државотворните институции, а особено во односот кон научната мисла и научната реч. Јас не се сеќавам дека во било која кампања, било која политичка партија, за овие две говорам, македонските, дека кажала дека ќе преговара и дека историјата ќе биде споена како предмет со граѓанско општество. Потсетете ме, ако не е така. Кажете ми на тој и тој ден, во предкампања, во кампања, ние таму и таму на таа трибина кажавме дека историјата ќе се менува, ревидира или така. Јас не се сеќавам на такво нешто, како што не се сеќавам на едни предходни кампањи, кога раката на срцето ја држевте и велевте, кој тоа би устав ќе го менува? А бре, мајката им текнало на ВМРО-вците. Од тука ја повлекувам паралелата. Еднаш изгорени, како велат нашите поговорки, ке дуваме и на јогуртот сега. Изгорени од предходни јавни лаги и јавни изборни измами. Нема потреба да подсетувам, граѓаните знаат кој тоа ќе го мену. Ама излезе дека се смени. Сега, бидејќи ова е останато нешто последно на кое што можеме да се фатиме, ако сакаме да останеме држава, ако некој решил дека нема потреба од држава, кажете. Кажете. Легитимно е и тоа. Не сакаме, не сме способни, ќе одиме со овие, со оние, кажете. И тоа е легитимен став да го кажете. А не вака, мислејќи дека е суптилно, уствари сите гледаат каде е суштината. Тоа ми беа и причините зошто ги цитирав сите можни договори и сите можни документи за да се види јасно траекторијата каде е. И сега, што нас ни преостанува да заштитиме како пратеници, како представници на народот. Народот не избрал за да работиме за доброто на државата, а не да преговараме за она што во избори сме рекле дека нема да го преговараме, а очигледно е дека постојат преговори. И затоа ние, практично нас и како опозиција, ни е должност тоа да го правиме. Значи, ставот на сите овие државотворни институции е идентичен, а сепак, барем засега,
Сите наши реакции наидуваат на зид. Но ако Министерството за образование и наука и креаторите на концептот одбиваат да ги послушаат паметните луѓе во Македонија, може би биле кон тоа што кажуваат паметните луѓе во Европа. Во изминатите месеци половина, група од професори од Филозофскиот факултет во Скопје ги анализираше наставните програми по предметот Историја за основно образование во сите земји членки на Европската Унија и во сите соседни балкански држави, кои што не се членки на Унијата. Сите информации што ги презентираме се преземени од официјални документи на односните министерства за образование. Во 20, ова го повторуваме не знам колку пати поред веќе, во 20 од 27 земји членки на Европската Унија, во основното образование се изучува предметот кој се вика историја, не содржини кои традиционално и припаѓаат на историјата во рамките на друг предмет, кој што се предвидува со концепцијата за која се расправаше, а за жал се донесе, туку самостоен предмет историја. Значи самостоен, не содржини кои што традиционално и припаѓаат и се поврзуваат со други гранки. Некаде како на пример во Финска, омилената држава на министерката Мила Царовска, или во Грција, во предметот историја се учи 4 години. Во Италија се учи 5 години. Во Шведска се учи 6 години, а некаде како во Данска на пример, предметот историја се учи 7 години во текот на 9 годишното основно образование. Во 3 од преостанатите членки на Европската Унија, предметот е наречен историја, како на пример во Бугарија, што се вика историја и цивилизација. Уште една несрекна коинциденција со денешниот предлог можеби. Се извинувам. Наставните програми по историја во земјите членки во Европската Унија се кристално јасни зошто треба да се изучува предметот историја во наставните програми како самостоен предмет. Не поврзан со друг предмет. И паметните луѓе укажуваат дека изучувањето на историјата треба да овозможи развој на критичкото размислување, она што практично и самата министерка го бара, дека и вели дека концепцијата ќе ги натера учениците на критичко размислување. Како е сега тоа, од една страна велите дека барате критичко размислување, што е за поздравување, а од друга страна предметот кој што поттикнува критичко размислување го спојувате со друг предмет. Контрадикторност во самата концепција и изјавата, односно изјавите, целите кои што таа концепција се стреми да ги постигне. Критичко размислување, формирање на вредности и ставови, како и дека разбирањето на историјата е нужно за ученикот да остане самоуверен, многу важна вредност на секој човек е самоувереноста. Ако вие во четврто оделение на ученик од 9 години му наметнувате концепција на начин на кој што сакате да наметнете, практично му вршите, кажав и претходно, индоктринација и потајна асимилација, само заради задоволување на барањата политички на соседна или соседни држави. И нека нема, и немој да ве изненади
да има повлекување целосно на одредени книги, научни трудови на одредени професори, затоа што натаму оди ова работа. Повторно вели, значи, информиран и критички настроен, одговорен, возрасен член на општеството. Ова се целите на изучување на историјата како посебен предмет, кој што пак се кореспондираат со целите кои што во јавноста ги кажува министерката. Значи, тие се целите. И јавно искажаните цели на концепцијата од страна на предлагачот и целите на изучување на историјата како посебен предмет. Ова не се мои зборови, ова се зборови, пак ќе кажам, на професори од институтот. Меѓутоа, во наставните програми се потенцираат и цели што се сметаат за примарни, а можат да се постигнат исклучиво преку изучувањето на предметот историја. Она што јас го парафразирав сега. Кои се тие цели? Да повторам, сите информации што ги презентирам се преземени од официјални документи на Министерствата за образование на цитираните земји. Креаторите на Уставот на Италијанската република во членот 9 од Уставот пропишале дека Републиката го штити историското наследство на нацијата. И во Италија живеат други нации, народи. Па во еден дел се зборува германски, па во друг дел се зборува, не знам, италијански, така натаму, ама во Уставот, како што вели професорот, паметните држави си го издигнале националното достоинство на ниво на Устав. За разлика од нас, кои што заради политички договори постојано 30 години, нема тука едни други, сите, политички договори, во Уставот го намалуваме националното достоинство и нешто се обидуваме како еве сега нов идентитет, а со цел да задоволиме туги интереси и повторно нема да бидат задоволени сигурно. И се вели во Уставот, во тој контекст, значи Италија, во Уставот. Во тој контекст и односот на државата Италија кон историјата, Италија ги потикнуваат сите своји граѓани, институции од тука и основните училишта да го чуваат и штитат историското и културното наследство. Така, во курикулумот за основно образование, во делот наменет за предметот Историја во Италија, пишува, цитирам, изучување на историјата придонесува кон оформување на историската свест кај граѓаните, значи кај граѓаните, и ги мотивира да развијат чувство на одговорност кон историското наследство и заедничките добра. Од оваа причина, училиштето е повикано да го истражува, обогатува, продлабочува и консолидира знаењето на историјата. Значи се поттикнува учењето на историја, без при тоа во кревки, би рекла, односи политички, да се иритира различниот. Еве, така да го кажеме. Без да се иритира различниот. Но една национална достоинствена гордост не познавам држава која што нема. Инаку, извинете, ама тоа не наликува баш на сериозна држава. Од оваа причина, значи, авторите на програмата за основно образование, пак во Словенија, земја како нашата од прилика територијално,
каде што предметот исто така се вика само историја, сметаат дека една од главните цели на изучувањето на историјата е учениците да ја развијат свеста за националниот идентитет. Повторно, тоа е. Не измислуваме ние нешто што постоело со векови. Само сакаме да го изучуваме на начин на кој што треба да го изучуваме. И националната припадност преку ширење на знаењето на словенската историја. Швеѓаните пак пропишуваат дека предметот историја треба да ги научи учениците како може историјата да се искористи за зајакнување на националниот идентитет. Паметните луѓе во Данска, кои важат за полиберални, со пошироки погледи на светот, не се само тука вие и некои што мислат дека се граѓани на светот, има и други либерални земји, ама еве поинаку ги регулираат националните прашања. И вели дека со пошироки погледи за главна цел од изучувањето на предметот историја го издвојуваат. Учениците мора да се запознаат со данската култура и историја. Не велат треба да се запознаат, велат мора да се запознаат. Помеѓу треба и мора има разлика. Со данската културна историја. И сега да тука правам дигресија во однос на цитирањето. И Шведска и Данска си имаат, и тие држави си имаат меѓусебни проблеми. Ако отидете, ќе ви кажат, па да, тие така толкувале нивните војни или така, ама воопшто не си пречат во нивните развои. Во Данска така, во Шведска така и никој на никого не пречи. Меѓутоа, не можете да си дозволите во Шведска да кажете ти не си тоа, или тргни го како примерот со нас македонска опера и балет, незамисливо нешто. Просто незамисливо. Ти речат, шо ти е тебе? Шо ти пречи тоа? Како тоа ви пречи? Просто е незамисливо. Шокирани се. Некои луѓе се просто шокирани што се случува. Ама тоа е. Се чини дека сме далеку ние од Данска, за да мора да ја знаеме сопствената култура и историја, па дури и со подсмев некој говорат за одредени историски периоди кои што се изучувале. Вие може да се поистоветувате, може и да не се поистоветувате. Тоа останува на индивидуата која што ќе учи. Воспитувањето, околината, понатамошниот развој, личните афинитети на секоја индивидуа особено, но како држава не можеш да не му дозволиш, особено во вакви ситуации. Во Србија имаме, така да кажем, некакви слични проблеми политички, Балкан, еве. Идеме на кај Балканот. Во Србија, кај што историјата е задолжителен предмет, во 4 од 8 оделенија, во основното образование, пропишаната цел во сите 4 оделенија е, цитирам, ученикот да развие одговорен однос кон себе, кон сопствениот и националниот идентитет, кон културно-историското наследство, кон општеството и кон државата во која што живее. Во соседна Бугарија, кај што предметот се вика историја и цивилизација и е задолжителен од 5 до 8 оделение, авторите на курикулумот за историја пропишале дека цел на изучувањето на историјата во 8-то оделение е, цитирам, преку изучувањето на историјата да се изгради основа за самодоверба кај ученикот и национална гордост. Ова е кај Бугарија. За
ученикот да има национална гордост. Деновиве наидов на некоја персона, граѓанин на светот, која што гледајќи ги фотографиите, сликите и песните и ората на македонците во Букурешт и создале немир и срам. Предпоставувам дека чувствувајќи се како граѓанин на светот, идентитет кој што се уште не го познаваме, ама некој се обидува да го кажува, се срамела од песните, ората на македонците во Букурешт. Дали да коментираме или да останеме во рубриката немам коментар, без коментар. Ево соседна Бугарија вели историјата со целото историско-културно наследство кое што го имаме како држава пребогато, каде и да копнеш наоѓаш историја и не се случајни овие работи, каде и да копнеш има историја и вели Бугарија да развие национална гордост. Не ја гледам причината зошто Македонија да не развива во незините наставни планови и програми национална гордост. Наместо тоа, во наставните планови и програми во шестата, цел е градење на идентитет на граѓани на Република Северна Македонија. Тоа не само што не е национална гордост, тоа е национален срам и немање на идентитет. Вештачко создавање на хибриден идентитет. Вештачко творение на нација која што не постои, на идентитет кој што не постои, а упорно се сака да се создаде, ама кога ќе засадите дрво и кога истото нема да фати корен, од разни причини ќе се исуши, така и ова во рок од 2 години не може да фати корен и не можете да правите вештачка индоктринација преку создавање на наставни планови и програми во кои што ќе предвидувате наместо национална гордост и чувството да се кажеш јас сум македонец, а тоа ако тргнавте и во личните документи што е преседан исто така, туку велиме граѓанин на Република, да, сите ние сме граѓани, со коси црти, за жал станавме коси црти, тоа е немање на гордост, виткање на кичма и до толку голема сервилност и вазалност кон политички барања на одредени структури, што е дури вака како пример во светот не даваат на држава која што создала држава, која што тешко се создава, по тежок пат создала држава, ама оваа генерација, за жал, со моќта на перото и пенкалото и потпишувањето на одредени договори, ја изгубила. Вие можете да мислите дека македонски придавката е бетон, ама истовремено самите се демантирате со се што изменивте до сега. Да не се повторувам. Вие можете да тврдите дека идентитетот и јазикот не се на маса, ама очигледно е дека се на маса. Затоа што се што прочитав од договорот, ние како држава исполнивме. И немаме друго веќе што да исполнуваме, освен да ги да признаеме, односно да се сложиме дека ние сме вештачка творба на југословенската икона Тито,
од 45 година и дека тие немаат проблем со нас како нова држава која што е од пред 2 години и нација која што е создадена вештачки од 45 година навака со кодифициран јазик кој што е дијалект на соседната држава. Тоа се генерали кои што соседната држава ги има испратено до Европската комисија како нивни тврдења и нивни ставови по однос на идентитетот и јазикот. И од тука имате барање за писмени гаранции за кои што ние како политичка партија, а и голем број на граѓани протестираме и бараме што ќе биде понатаму и да бидеме информирани и да не ни се случи нешто што ни се случи пред неколку години со промената на уставот. Не би сакала да ги доживувате тие моменти, затоа што никој од вас не бил и не присуствувал на такво нешто. Ако на некого тоа му било задоволство, може би председателката позади мене, на некого му било тоа задоволство, тогаш исто така и тоа ќе го ставам во рубриката без коментар. Тоа се високо сензитивни и емотивни моменти кои што нас како македонци бога ми и како не боли. И затоа од тие причини многу рационално, трезвено говорам, размислувам гласно и сакам да ве убедам дека се она што ние го говориме е пресериозно за да биде политичка тема и политички поени. Не. Црвените линии на македонците, немањето на црвените линии помеѓу македонците дава храброст на секој кој што има поинаков став за нас и му дава сила и елан. Зошто е тоа така? Искрено не можам да знам. Како македонка, не можам да разберам зошто со моите сограѓани македонци не можеме да се согласиме да направиме црвени линии. Ова не го говорам сега прв пат тука. Ова сум го говорела и во изминатите мандати и во неформални моабети со колегите од тогашната опозиција, сегашната власт, и сме се согласувале дека мора да дојде ден дека мора да имаме црвени линии ние македонците, ама за жал никако да се разбереме и со тоа даваме дополнително оружје на секој оно кој што смета дека оваа држава има уште простор да ја гмечиме, да ја обликуваме како пластелин на начин на кој што некој мисли дека треба. Дури е тажно, како да кажам. Значи, Бугарија во курикулумот вели дека мора да се изучува историја затоа што тоа им е национална гордост. Легитимно, така е. Во Албанија, а сличното важи и за Косово, каде што предметот историја е задолжителен од 4 до 9 оделение, укажуваат дека е нужно да се изучува предметот историја посебно, затоа што, видете, непознавањето на минатото не прави негови заменици. Ете така пропишале. При тоа, меѓу главните цели од наставите по историја во Албанија, се цитирам, да се негува националниот идентитет и културната припадност, да се зацврсти чувството на националната припадност и почит кон националната историја и да се осознае врската помеѓу цивилизација на албанскиот народ со светската цивилизација. Значи, цивилизацијата на албанскиот народ со светската цивилизација. И тука ќе направам уште една дигресија. Античкото културно наследство е светско културно наследство. Со претходниот договор, само на македонците
им беше забрането, им е веќе забрането, да се идентификуваат со таа светска културна цивилизација која што замислете, главниот пат го имала тука. Со договорот кој што го подпишавме, немаме врска со тоа и ставаме на одредени споменици дека тоа е, не знам, хеленското културно наследство и така натаму и така натаму. А во Албанија, за разлика од кај нас, тие си велат дека мора да има поврзување со светската цивилизација и албанската, што е многу логично во историјата и развојот на било која цивилизација и било која нација, без разлика дали е таа мала или голема. Не сме паднале од небото ние, па да немаме поврзување со одредени цивилизации. Ама тоа кај ќе го прочитаме? Тоа ќе го прочитаме во научната мисла, која што, еве, треба да ја почитуваме и еве што ни вели. Задолжително учење на историја само како предмет. А одредени држави, многу голем број на држави, ако сакате да бидете државјани на таа држава, мора да ја познавате нивната историја. За да бидете државјани таму. Мора. И сега на крајот, Грција. Грција вели дека историјата е задолжителен предмет во 4 од 6 оделенија во основно образование и грците сметаат дека цел од изучувањето на историјата кај 10 годишните ученици од 4 оделение, цитирам, да се разбере важноста на античката историја како дел од националното историско минато, што ќе придонесе за формирање на суштински историски национален идентитет. Замислете, суштински. И јас сега тука нема да компарирам што кажале некои светски научници, како кажале, отворете си, прочитајте си, ама си го ставиле во националната програма. Ексклузивно право на светска цивилизација. Ексклузивно право. Од конкретните цели на предметот историја во 4 оделение во Грција, вели учениците да стекнат национална свест и љубов кон својата земја. Повторувам, официјален документ од Грчкото Министерство за образование, а се однесува на деца од 4 оделение, 10 годишни ученици, значи тоа се тука 4-5 оделение, да направат национална свест, да стекнат национална свест и љубов кон сопствената историја и држава. Имам уште многу да зборувам и да цитирам, не јас да зборувам, туку да ја цитирам научната мисла на Македонија и, бога ми, и светска и други кои што се занимаваат со нашата историја, почитуваниот професор Калогер од Хрватска, претпоставувам го пратите, го следите, кој што се однесува повеќе како македонец отколку многу македонци кои што ги познавам. И вели, заследете го, ќе видите што ги следи ситуациите, па ги споредува нашите писатели со светски, познати, признати писатели, дека Македонија има такво непресушен извор на историско културно наследство и ова што сега и се случува на Македонија е преседан, па ги користи зборовите геноцид и така натаму и дека мора исто, да, заследете го господинот Калогера, ќе видите што тој како научник исто така говори за
тешките судбини кои што на Република Македонија со години, со децении наназад и се случуваат и на кои што еднаш треба да ставиме крај, не во смисол на тоа дека треба да прекинеме со преговори и така натаму, но сето тоа да биде на едно достоинствено, цивилизирано ниво, затоа што 21 век е и секој има право да се определува на начин на кој што сака и на кој што се чувствува дека е, и никој нема право, тоа се основни меѓународни конвенции за човекови права, професорката Селјановска зборуваше минатиот пат за тоа, да не ги повторувам и цитирам, тоа се наши основни права, како и секој граѓанин во светот кој што го има тоа основно право. Но, за разлика од сите останати, нашата потреба за изучување на историјата како посебен предмет е токму од сите овие причини кои што почитувани мои колеги ги говорев последните 3 часа. Еве, и јас ке се извинам зошто бев толку долга, ама имав потреба ова да го кажам, сакав да го кажам, сакав да ве разубедам, сакав да ги дознаете причините, да ги согледате причините, кои што ние како политичка партија, како пратеничка група, како пратеници на граѓаните, сакаме заедно со вас, не сами, заедно со вас. Концепцијата е очигледно дека не можеме да тргнеме, а сакаме да тргнеме, да седнеме да разговараме, да спасиме еден дел од тоа што е главната есенција на концепцијата. Елаборирав со стручни, научни документи и меѓудржавни договори. Сето тоа што го образложив е фактографија, сето тоа е реалност и сето тоа е опасност за нашето историско, културно наследство и ако сакате, еве, може би и претерувам, пак ќе кажам, дај Боже ова што го говорам да не се оствари, атак врз нашето постојање како македонци, слободно изразувајќи го зборот македонец и македонка, и генерално на нашата држава, на начин на кој што ние ја познаваме и на начин на кој што се бореле сите претходни генерации и револуционери и од Асном и од Крушевска република и така натаму и така натаму. Немаме право и немаме мандат на сегашните и идните генерации да им гоускратиме правото на изучување на нашето културно-историско наследство и да бидат горди на својот национален идентитет. Македонци такви какви што сме. Ви благодарам. Ви благодарам. Следна за збор е колешката Драгица Ѓаволчанова. Повелете, колешка.